Самохрана мајка, под кирија со 2 малолетни деца. Чекате колку време на овие кучеви, колку време барате? Колку, како што кажа жената, значи од втори, се надеваме, значи знаеме дека имаме шанса конечно да се вдомиме во наш собствен дом и сега дали таа госпоѓа знае како е приближно, дали знае како е некој животот и зависи од потпис на еден друг. Значи не е во ред. Значи помина комисијата, видоа како живееме, што е сега проблемот. Значи зошто? Самохрана мајка сум на 2 малолетни деца, живеам под кирија со постојана парична помош, се лечам и конкурирав за станов, ама чекаме еве поминаа 5 месеци, 6 колку поминаа, уште клучевиве не ни се дадени, а знаеме дека сме добитници, а зошто се одовлекува работава? Зошто не ги добиваме клучевите? 2.500 плаќам кирија, со 8.000 земам постојана парична помош. Не се излегува накрај, сметките ми останаа неплатени. Ќе ми дојдат извршители дома, а што ќе правам со 2 деца су? Нешто вика дека кочела господјата Ременски. А таа госпоѓа Ременски, дали таа знае во каква ситуација ние се наоѓаме? Или не ги разбират тие работеници? Не сме ни јас вработен, ни супругата не е вработена. Земаме само 8.360 денари, тоа за трето дете што е. Живееме кај баба ми, кај дедо ми, кај татка, мајка супругата, во една куќа, шура имам исто. Комисијата се помина и сега никој не ни ги дава ни клучеви, ни решенија, ни знаеме кој кај е, ни за кај е.